Младиот 16 годишен Никола Јорданов е ученик во гимназијата Раде Јовчевски Корчагин и е страстен планинар, кој за своите 16 години ги има искачено најпознатите и најелитните македонски планински врвови, меѓу кои и највисокиот врв во нашава земја, врвот Кораб. Тоа беше секако причина да бидеме љубопитни како кај ова младо момче се разви љубовта и страста кон планините, но и да го презентираме неговиот случај како еден убав пример за сите останати млади луѓе. Никола, здрава! Здраво, ви благодарам на поканата и убавите зборови. Секако со големо задоволство. Никола, јас исто сум љубител на планините и тоа го засакав пуште во најрана возраст, кога бе во основно училиште, затоа што членува во еден извиднички клуб, редовно одевме на водно и така се влюби во природата и во планините. Како ти всушност се влюби во планинарењето и како започна твојата приказна? Па вака, прво да кажам, 2025 година ми е 10-та година планинарење, односно љубовта ми започна благодарение на татко ми, тој е виновникот поради кој сега сум тоа што сум и едноставно со моите прво отидов до водно и шумата, природата ме фасцинира и тоа беше веројатно најголемата причина да продолжам и натаму, да се развивам во планинарството како спорт кој е доста развиен во Македонија во последните неколку години и Тито врв го имам качено како прв врв на 2000 метри на само 9 годишна возраст, а последна година на 10 годишна возраст и добив диплома за најмлад учесник на традиционалното искачување кој што се одржа во крајот на мај. Браво, секоја чест. Еве само едно појаснување би сакала да дадам за сите наши гледачи, дека искачувањето на Титоврв е навистина еден сериозен подвиг, затоа што се работи за тура која е долга повеќе од 20 километри и за да се искачи никој на Титоврв треба да помине неколку врвови, односно да искачи по пат повеќе планини, да се симне за да стаса до Титоврв. И тоа е навистина за поздрав. Секоја чест. Не знаев дека на само 9 години си го искачи. Да, на само 9 години, тоа беше мојата прва тура, а подоцна почнав и на многу врвови, како Љуботен, например, ми беше вториот врв исто така качен. Баш памтам во ковидот тој врв го качив, па потоа го качив и големиот Кораб 2023 година, па еве ме сега 2025 година и на Пелистер и Солунска глава го имам качено 3 пати од 3 различни места. Од Ореше, од Папрадиште, од Нежилово, поеднашка од секое село. Нема да прашам од која страна е најубаво, пошто од сите страни има посебно убавина, така? Секако природата е фасцинантна во Македонија и нашата држава има преубава природа, така да секоја планина мене ме фасцинира и секој искачен врв ме прави да сум уште позадоволен од себе. Никола, какви се реакциите на повозрастните планинари кога ќе видат некој млад и амбициозен планинар што чекори истовремено со нив ете по тие планински врвови? Леле, памтам на првото традиционално на 9 години сите напоминување ми правеа да пукне и ми викаа браво, браво и тоа навистина и тоа беше влијателно за јас да продолжам вака да се развивам до ден денес. Имаш ли да издвоиш некоја интересна случка, згода или можеби некоја незгода затоа што да се планинари, значи да се биде подготвен, да се соочи планинарот некогаш со ветер, некогаш со дожд, со непланирани услови, со магла, значи доживување има и убави, некогаш може да има и помалку убави, но сето тоа е дел од таа планинарска приказна. Па за ова прашање да ти кажам навистина ме погоди, за убави искуства не можам да издвојам, имам многу, а за лошо искуство дефинитивно можам да одвојам. Тој ми беше првата тура оваа календарска година на 5 јануари на врвот Кобилица. Тогаш таков добар... Тоа е многу стрмен врв. Да, многу стрмен врв и таков ветер не искина тогаш што татко ми дури мораше да ме задржи и затоа што ке летнев навистина многу голем ветер и дури не можевме да се сликнеме, само еднаш селфи можевме да направиме и толку се си минјавме, не чекавме никого, значи тоа беше екстремно лошо, екстремно тешко, а снегот беше толку тврд како мраз што дури снегулките така те маваат како некој шамар да те удира, навистина доста лошо искуство, меѓутоа и тоа е некош вреди да се доживее, нели?
Да, тоа го прави планинарот да биде понатаму уште поискусен и поиздржлив. За да се оди на врвови, што се повисоки од 2000 метри, честопати треба да се стане многу рано, за да се фати денот, односно треба да се стане рано, да се патува со автомобил до одредена точка, од каде што е појдовна точка, и сега тоа значи дека некогаш треба да се стане и во 4 часот рано наутро, кога се оди на планина. Па да, јас најраното мое станување е во 2,5 памтам на Пилистер, кога отидовме од Скопје до Битола, нели патот, самиот пат, автопат, додека поминуваме со кола е доста голем, така да пред да стигнеме до подножието е до селото, за да почнеме да искачуваме, тука ќе изгубиме многу време, а камоли самото искачување, со оглед на тоа што се работи за 3 други врвови, за Стиф и за Илинден, пред да го качиме самиот Пилистер, нели, како врв антените. Да, ова го нагласив, зашто сакам да направам една паралела, додека твоите врсници удобно си спијат дома во топла постела, во своите кревети, ти рано наутро стануваш за да го натовариш планинарскиот ранец на грб и да ги искачиш тие планински висини. Секако, многу ми е драго кога така некој предизвик стои пред мене и ете, едноставно погорд сум кога ќе го решам тој предизвик, кога навистина ќе се искачам. Никола, ги имаш, споменав, искачено најпознатите планинарски врвови во нашава земја, го искачи и највисокиот врв Голем кораб. Какви се твоите желби, амбиции понатаму? Предпоставувам дека полека ќе почнеш да ги искачуваш и високите врвови што се надвор од Македонија, тука во регион. Па да, не сум имал до сега ете така можност да качувам надвор од Македонија, да не знам дали е тоа ради годините или ради било што бито, не сум имал до сега можност, меѓутоа се надевам дека последната календарска година и понатаму таа желба ќе ми се оствари. Ете Мусала прво би почнал, па потоа така низ Европа, на Алпите и така. Јас ти посакувам да ти се остварат сите твои планинарски соништа, да ја искачиш наскоро и Мусала, највисокиот врв на Балканот, а потоа да почнеш полека не да ги освојуваш, затоа што меѓу планинарите тој термин не е омилен, туку едноставно да ги искачуваш и да ги уживаш и останатите врвови што се повисоки од 3000 метри. Ми беше задоволство да те запознам и да ја споделиме оваа твоја извонредна, инспиративна животна планинарска приказна со нашите гледачи и се надевам дека истата ќе инспирира и други млади луѓе. И јас се надевам и навистина многу убаво кажа, значи врв не се освојува, врв се искачува, така да навистина тој ми се допадна. Ти благодарам уште еднаш за разговор. И јас многу ви благодарам.